И власта и опозицијата со коалицијски комбинаторики прават последни калкулации за партнерите со кои ќе бараат довербата од граѓаните на 12 април. ВМРО ДПМН преговара со повеќе политички партии. Беса повеќе не е опција за нив. Многу скоро од денеска македонската јавност ќе го знае составот на коалицијата со која што ВМРО ДПМН ќе излезе на изборите. Но она што е за нас најважно, а тоа е дека на 12 април несомнено и недвојбено ќе се случи најголемата историска победничка коалиција во Македонија од нејзиното осамостојување па до ден денес, а тоа е победата на коалицијата Обнова на Македонија. Постизборно понатаму можеме да преговараме, да разговараме со сите политички партии. На движењето Беса и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија им посакувам се најдобро, им посакувам да се договорат за коалицијата, да излезат заеднички на избори. Од СДСМ не откриваат докаде се преговорите со Беса. Ќе преговараат со сите кои ја поддржуваат нивната програма. Заев најави можна коалиција, но неизвестно е кога ќе се сретне со Касами. Отворени сме за разговори со сите политички субјекти кои што ја поддржуваат програмата, понудата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а секако станува збор за обезбедување на подобар животен стандард на граѓаните, секако како критериум е силна поддршка на европерспективата во однос на интеграциите во Европската унија во НАТО. Ќе преговараме, ќе разговараме со сите политички субјекти, како што реков, освен со ВМРО ДПМН. Кога ќе дојде време да може нешто јавно да споделиме и да кажеме официјален став, ќе бидете запознаени. Пратеничките листи треба да бидат готови до 12 март. Изборната кампања започнува 11 дена подоцна.